Добро вечер во најновото издание на емисијата Спорт Плюс. Денешното издание го посветуваме на светското првенство во ракомет кое се одржува во Франција. Токму на оваа тема имаме и гости во Спорт Плюс, двајца ракометни судии од Штип со кои ќе зборуваме за тоа што може да очекуваме од македонската ракометна репрезентација. Со надпреварот меѓу домакинот Франција и Бразил започна 25-тото светско ракометно првенство кое ќе се игра до 29 јануари. Надпреварите се играат во 8 градови, учествуваат вкупно 24 земји поделени по 6 во 4 групи. По пети пат на мундијалите настапува и македонската ракометна репрезентација. Македонија е во Б групата заедно со Шпанија, Исланд, Словенија, Ангола и Тунис, а средбите од оваа група сите знаеме дека веќе се играат во МЕЦ. Покрај Франција и Бразил во групата А се Полска, Русија, Јапонија и Норвешка. Во групата С Хрватска, Германија, Унгарија, Белорусија, Чиле и Саудиска Арабија. И во групата Д Данска, Шведска, Катар, Египет, Аргентина и Бахрейн. А првите 4 пласирани од секоја група ќе продолжат во осмина финалната фаза, која е елиминацијска. Македонија на ова светско првенство е предводена од селекторот Лино Червах. Надобар пласман во досегашните учества на мундијалите македонските репрезентативци изборија во Катар во 2015 година, кога беа на 9-то место. Во продолжение, почитувани гледачи, ќе погледнеме како македонската ракометна репрезентација успеа да ја совлада селекцијата на Тунис. Да се потсетиме како беше. pour la Tunisie du numéro 42, Wael Chamouz.
Фантастична победа на Македонија, мора да признаеме, против селекцијата на Тунис. Во продолжение ќе слушнеме што изјавија нашите најдобри ракометари. Секој што се победува мора да се биде задоволен. Ние сме презадоволни што победивме, затоа што мислам дека ова ќе ни биде многу важна победа за понатамошниот тек од шампионатот. Од друга страна, мислам дека јас сакам да ја честитам стварно на моите соиграчи кои што после долго време покажавме психолошка стабилност и глава, да губејќи во 45-та минута, мислам беше со 4 гола разлика, не се предадовме, едноставно задржавме ладни глави. Не беше убедливо како Катар. Стварно беше тешка утакмица, секогаш првиот натпревар тежок. Добро отворивме, добро игравме првите 20 минути, после следеше еден пат, но тоа е нормално, нели? За вакви тешки натпревари тоа е нормално. Лошо отворивме второ полувреме, но ете, се договоривме да играме до последната минута. Иако не водеа 4 разлика, сепак верувавме во себе, ја свртевме утакмицата со еден неверојатен пресврт, со една голема желба и мотив за победа. Пресреќен сум за оваа победа, ете се вратиме на овие светски натпревари со победа. Многу е битно кој ќе победиш првиот натпревар, понатаму е малце полесно. Имаме ден одмор, изигравме стварно ја Киро по 60 минути, треба добро да се одмориме и да го пречекаме тој натпревар со гола и да победиме на тој натпревар. Клучен момент по мене беше таа 40 минути која има по 2 минути исклучување, го свртеме тука натпреварот, добро го искористивме, што мислам дека тоа е еден плюс за нас кога имаме човек више или два да го искористиме на најдобар можен начин. Тој го направивме на овој натпревар со една стрплива игра, без многу паника, иако губевме 4 разлика, успеавме да го свртиме натпреварот. Единствено не интересираше победа денеска. Успеавме во тоа на крајот, во еден конфузен натпревар со доста падови во играта и искачувања, така да одигравме едно прво полувреме во кое Тунис беше во позитива со еден гол разлика. Мислам дека се должеше на тоа што промашивме неколку чисти зицери, но ете, во второто полувреме влеговме може малку опуштено или малку со страф, не знам. Успеа да се одлепат неколку разлика, но потоа покажавме карактер што досега и не така често сме го покажувале тоа. Успеавме да се вратиме од -4. Кога беше најтешко, тога покажавме дека можеме. И од -4 дојавме на крај за +4, тоа е стварно, значи, еден карактер кој треба да се почитува и тоа е. Не треба да не фаќа еуфорија. Ова е само еден прв натпревар, значи смирено, полека, значи се концентрираме за следниот натпревар и имаме доволно време да се спремиме за Ангола. Како што кажав и на почетокот, денес ќе зборуваме повеќе за светското првенство во ракомет во Франција со моите денешни гости во Спорт Плюс. Двајца ракометни судии, Иван Јовановски и Стефан Станков. Добро вечер во Спорт Плюс. Овие втор пат како гостувате во емисијата. Да, втор пат. Ваше задоволство, ви благодарам на поканата. Па се надеваме дека оваа година Македонија ќе се пласира на некое повисоко ниво. Така, како што кажав, денешниот разговор ќе биде повеќе за светското првенство кое се одржува во Франција. Еве да започнеме со Тунис, со натпреварот Македонија. Дали изненади или не? Кој е ваше лично мислење? Па, за разлика од квалификациите за Олимпијадата во Полска, мислам дека ова беше еден реванш натпревар, каде што македонците влегува со желба да докажат дека можат да одат понатаму. И мислам дека ова е многу помлада екипа од претходната, има помладување во македонскиот тим, каде што има 6-7 нови членови, кои што за прв пат играат на некое големо надпреварување, па се надеваме дека оваа година ќе изненадат и тие млади дечки и ќе отствариме еден голем успех. Така. Имавме доста смирена игра, за разлика од Тунис, кој што постојано беа во контри, некако многу брза. Ние сме навикнати, македонците, секогаш да завршуваме драматично во натпреварите и во ракометот, така и во кошарката. На почетокот водиме, на крајот некако заглавиме со нерешен резултат, по последните секунди, минути одлучуваат. Овој пат беше малку поинако, имаше доста, цело време имаше нерешен резултат.
околу 50-та минута поведе Тунис, околу 3 гола разлика. Веднаш потоа Македонија направи пресврат. Почеток го почнавме многу лошо, со 5-1 одбрана, таа не даде резултат, не ни успеа, но во 40-та минута направија промена во одбраната, почнаа со 6-0 и игравме она со 7 напајачи новата тактика на Лина Черва, која даде резултати и се покажа оно што Македонија може да го даде. Така, еден коментар за групата Б, во која што сме и ние. Прво, оваа група се знае дека фаворит е Шпанија, една велесила која има освоено светско европско првенство, па се надеваме дека во оваа група ќе бидеме и над Словенија и над Исland. Како што кажавме и претходно, Македонија оваа година е на светското првенство со доста подмоден состав. Иван кажа дека 7 репрезентативци се нови, но столбот се уште е оној од претходно: Лазаров, Стоилов, Манасков, Миркуловски. Што може да очекуваме во останатите надпревари? Во останатите надпревар мора да играме посмирено. Секој пат првиот надпревар на едно големо вакво надпреварување е многу тежок. Не се навикнати на таа атмосфера. Па се надеваме дека со овие поискусни играчи како Кирил Лазаров, Стојанче Стоилов, дека младите играчи ќе се вклопат во тој состав и ќе очекуваме големи резултати. Така. Еве, вие како суди, како ќе го пресудите надпреварот? Дали беше во полза судењето од страна на јапонски беа судиите, мислам, така? Кореја. Па добро, секој пат има грешки. Ова мислам дека е втор мундијал на кој што настапуваат овие судии. На почетокот може би имаше малку повеќе грешки, но со текот на времето некако на крајот дојде во полза за нас, затоа што имаше околу 7 исклучувања, мислам, во последните 15 минути, со што резултатот се спрти во наша полза. Така, освен подмладениот тим, што мислите за концептот, односно за начинот на Червар? Дали е добро тоа што напаѓаме со 7 ракометари, а позади на голот нема никој? За мен искрено не е добра таа тактика, затоа што ние не сме навикнати да играме таа тактика, а со текот на секоја година има нови правила. Во моментот дојде до ракометот да биде многу да има побрза игра, и затоа со 7 ракометари таа тактика не ни одговара на нас. Се случи тоа и сега со Тунис. На 1-2 разлика за Тунис, ние почнавме со 7 играчи и отидовме 4-5 разлика, но потоа се вративме на 6-0 одбрана и го остваривме тој последен резултат. Така, има правилата нон-стоп се менуваат. Кои се новите правила? Дали сте запознаени во ракометната? Да, секој дека сме запознаени. Има 3-4 нови правила. Едното од тие кои што најмногу остава впечаток е тоа што кога играчот ќе се повреди, ако судијата повика доктор, тој ќе мора да го напушти, надпреварот, но додека ако има казна, не мора. Друго правило е кога голманот ќе го напушти теренот, може да влезе играч без маркер, но не може да брани како играч со маркер. Затоа тоа е новото правило, што 7 играчи во терен. И уште едно е плавиот картон. Тој плав картон служи за кога на играч му се даде црвен картон и ако има некоја поголема санкција, како пример писмен извештај за да биде казнет играчот, се доделува тој плав картон за да види јавноста дека тој играч наредните 3-4 надпревари нема да игра. Така, тоа претпоставувам дека е во сите односно во ракометот секаде се практикува. Да ги споменеме тука и нашите 20 штипјани кои што долго време биле дел од ракометниот клуб Текстилес, од каде што доаѓате и вие. Владко Митков, кој што веќе години наназад е дел од македонската ракометна репрезентација, и Мартин Поповски, кој што е дебитант, прв пат настапува на ваков мундијал. Па е да кажете некое ваше лично мислење за нив, какви ракометари се уште не сме ги видели како играат, но едно мислење како ваши поранешни колеги. Мартин Поповски е дел од нашата
златна генерација на текстилец со која што освоивавме многу медали и пехари. Беше момче кој што имаше многу мотив во него и желба да успее во својата цел. Така и продолжи натаму, продолжи во Вардар, еве сега настапува и за сениорската репрезентација на Македонија. Па се надеваме дека ќе успее во животот и ќе продолжи во некоја посилна екипа понатаму. Така, за Владко веќе За знаеме, Владко веќе знае. но може да додадеме нешто плюс. Па, сакам да додам дека 2 години поред он е избран за најдобар стрелец во Австријската лига. Вчера имаше можност и он и Мартин Попуски да влезат на надпреварот со Тунис поради лошата игра на Гоце Георгиевски, кој имаше само 2 постигнати голови за 60 минути, што е многу малку за едно крило. И затоа сите очекувавме да влезе барем Мартин Поповски, но за жал тоа не успеа. Така, се надеваме дека ќе ги видиме во следни надпревари. Еве, пред да преминеме на другиот дел од разговорот околу клубот Текстилец, една оценка вака, што мислите кој е фаворит на првенството кој ќе освои? Франција сепак е велесила, во последните 3-4 години освоила се што е можно, освои и Европско и Олимпијада, па се надевам оваа година на другите екипи, како што се Данска, тука и Германија, кој што целата екипа е нова, нема ни еден играч од Олимпијадата, па ќе видиме на крајот ќе одлучи најдоброт. Македонија? Па, очекувам Македонија да биде во првите 12 екипи. Малку е тешко, но се надеваме дека ќе успеат нашите млади аргументи. Така, Стефан, твое мислење? Исто така јас мислам дека Франција ќе биде првак од нова првенство. Македонија може да влезе според мене во еден од најдобрите 12, со што исто така ќе биде успех за нашата подмладена репрезентација. Така. Вие доаѓате од Текстилец, 2016 година прославивте 20 годишен јубилеј. Колку време сте вие дел од клубот? Ние заедно двајцата почнавме и уште сме заедно. Ние бевме во клубот 12 години, активно, во сите конкуренции што ги има клубот. Ова беше најголемото признание од градот исто така. 20 години да постои еден клуб без да има паузи е нешто што не верувам дека некој клуб ќе го постигне. Видовте самите колку народ има во клубот Текстилец, од најмладите до најстарите, да. Каква е ситуацијата сега во моментот таму во Текстилец? Може да кажем дека е многу лоша. Се наоѓа Текстилец на последното место од втората лига. Според нас е прва лига, затоа што постои Суперлигата на Македонија. Лоша финансиска состојба, никој не помага. Тоа е проблем од сите, кај повеќето клубови, да. така кажеме во Македонија. Но има надежи во Текстилец, претпоставувам дека има нови надежи кои што еден ден ќе исто како што се да речеме Владко и Мартин. Дали има и други некои што би сакале да ги спомнете? Да, има доста талентирани дечиња, но како поминуваат годините, така и они не доаѓаат на тренинг, немаат желба за работа, а тоа е се од клубот што е на последното место. Да беше во прво, второ место, децата ќе имат поголема желба за работа, понапорни тренинзи и мислам дека некој сега што се квалификуваа младинците на Македонија на светското во Алжир, мислам дека ќе имаш и некој наш член од Текстилец. Така, женската лига мислам дека повеќе не постои во Текстилец. Во Штип нема женска екипа. Вие судите во регионални лиги, во моментот каде сте и кои се следните надпревари кои што ќе бидат видни? Значи, ние судиме во пионерски, кадетски и младинските лиги на Македонија. Судиме и на школските надпревари, како што се зонските, меѓузонските, гимназијади и така. Сега имаме една пауза, зимска пауза, каде што од крајот на февруари некаде, почетокот на март, почнува новата продолжувањето на сезоната. Така. Има ли шанси за напредок
во Па оваа имав, професија? Оваа година, 2016, бевме избрани во двете најдобри судиски двојки во Македонија, каде што судевме за полуфинале во пионерските лиги на Final Four во Виница, судевме за трето место и судевме едно полуфинале. Исто така бевме избрани, судевме и на гимназијадата во Куманово и го судевме на првот за прво место. Дали претпоставам дека и во иднина ќе судите заедно Да. како судиска двојка. Еве за крај еден совет до сите помлади генерации зошто токму да го одберат ракометот како спорт. Па ракометот во Македонија е како еден од најдобрите спортови каде што нашите можат многу да се истакнат, да имаат желба да тренираат. Се што сакат ќе може да постигнат со спортот и ќе стекнат нови пријателства и ќе стекнат еден нов стил на живот. Така, Иван. Нека се бават младите со спорт, во здраво тело, здрав дух. Гледаме дека ракометот е број 1 во Македонија и затоа децата, некои што имаат многу желба да станат како Кира Лазаров, Стојанче Стојлов, имаат можност во нашиот клуб во Штип да дојдат, да се запишат и да тренираат ракомет. Така. Ова беше од прилика се надевам дека ќе имаме повторно прилика да се видиме, да поразговараме. Ви благодарам уште еднаш. Само не ми кажавте кои се вашите фаворити, освен нормално Македонија, дали имате некој друг фаворит? Јас имам Шпанија. Хрватска за мене. Но да се надеваме дека Македонија ќе биде во топ во тројката. Ви благодарам уште еднаш, се надевам како што кажав ќе имаме повторно прилика. Благодарам на вас. Почитувани гледачи, ова беше се во денешното издание на емисијата Спорт Плюс. Да навиваме за Македонија, како што кажа и моите денешни гости. Ракометот е број 1, со ракометот остваривме најголеми успеси. Доколку нешто пропуштивте од денешното издание на емисијата Спорт Плюс, веќе репризата е утре од 15 часот. Се гледаме повторно наредната недела. Пријатно!